Марш, наречен Марш за ангелите, семејствата на починатите во трагедијата во Кочани одадоа почит и побараа брза и непристрасна истрага и одговорност за случајот. Маршот започна 5 минути по 12 часот во градскиот парк во Кочани, продолжи и низ градот и заврши пред основниот суд во Кочани. Оттаму го вклучувам колегата Даниел Василев. Даниел, кои беа пораките од денешниот марш? Добар ден, Цаци. Тишина, погласна од 1000 зборови, вака некако би го опишал денешниот протестен марш за 59 ангели, како што го нарекоа организаторите, односно родителите и роднините на настраданите во најголемата трагедија во историјата на Македонија. Како што кажа и самата ти, протестниот марш започна во паркот, пошто илјадниците кочанчани се упатија пред објектот на општината, а оттаму и до објектите како на полицијата, така и на судот и на обвинителството. Практично официјални пораки и официјални говори на овој протестен марш немаше, со оглед на тоа што никој не сакаше да говори јавно. Ги истакнаа само своите транспаренти на кои што пишуваше убици, системот ги уби нашите деца, дали требаше да ги убиете нашите деца за да видите во каква корумпирана држава живееме. Ова беа само дел од паролите кои што кочанчани денеска ги истакнаа на овој мирен протестен марш. Во продолжение предлагам да погледнеме дел од атмосферата. Така, ова беше дел од атмосферата. Можевте и самите да забележите колку беше тивко и мирно на овој протестен марш. Како што кажав, говори и официјални изјави од организаторите, односно од представниците. Денеска воопшто немаше пред полициската станица овде во Кочани. Сосема кратко се обради само една мајка на загината во најголемата трагедија во Македонија, која што побара од говори за тоа кој го уби незиното чедо. Во продолжение предлагам да погледнеме дел од ова. Мојот ангел, кој го уби мојот херој и кој го пеплоса тоа ангелско лице. Не само неното, сите други деца. Неселективна правда бараат кочанчани преку овој протестен марш. Тие бараат да одговараат сите оние кои што се инволвирани во оваа трагедија и оние кои што директно биле вклучени, меѓутоа и оние кои што индиректно придонеле за да се случи една ваква трагедија во која што загинаа 60 луѓе. Во продолжение предлагам да видиме дел од анкетата со присутните на денешниот протестен марш. И на мене нека ми загина 17 години. Од синиот на 17 години дете што знае, ништо живото не е видел. Никој пат да не се случува катастрофа, биде со млади деца се испратими ги појше да се повеселат, дојдува си мртви. Естеке, да одговарат сите. Даниел, како во моментов изгледа сликата во смисла на тоа колку лица се осомничени за трагедијата која што се случи? Што е последна информација од истрагата за ова? Истрагата се уште во тек. Официјално осомничени беа 34 луѓе, меѓутоа во меѓувреме почина шанкерот кој што исто така е и управител на дискотеката Пулс. Практично со тоа и бројот на осомничени се намали на 33. 28 од нив се наоѓаат во притвор, меѓу нив 7 се полициски службеници. Инаку за крај само да кажам дека за во 16 часот беше закажан уште еден протест. Тоа е за обезбедувачите, практично дел од
нивните роднини бараат нивно ослободување од притвор, меѓутоа барем за сега никој се нема појавено во паркот Револуција каде што беше и закажан овој протест. Веројатно тука придонесоа и самите временски услови со оглед на тоа што во последните 2 часа обилно врне тука во Кочани, пред само 10 минути малку повеќе се смири времето, така што претпоставувам дека и ова е една од причините зошто овој втор протест не се одржа. Исто така на првиот протест кој го организира роднините и родителите на страданите беше кажано да не се појавуваат сите оние кои што сакаат да испратат пораки за обезбедувањето кое што во текот на кобната ноќ било од дискотеката Пулс. Да, практично и во самата најава за денешниот марш за ангелите, семејствата се оградија од барањата на семејствата на обезбедувачите во деот на нивното ослободување од притвор, така што се работи за 28 различни иницијативи и различни маршеви. Даниел, ти благодарам за ова вклучување, ќе имам извештај во Централниот дневник.